А сега во овој момент, 14 јануари, нема ништо подобро на променливите температури отколку да дадеме акцент на нашето здравје. Додуша, акцент на здравјето треба да се дава секој ден и постојано да внимаваме на тоа што внесуваме и како живееме. За таа цел постојано сакаме да донесеме гости кои што ќе ни зборуваат за важноста од здравата исхрана и внесот на суплементите. Се смета дека можеби здравјето не е се, но без здравјето се е ништо. Или пак дека болниот има само една желба, а тоа е да оздрави и дека без здравје не сме никој и ништо. Затоа денес го поканивме господинот Здраве Колев, кој по професија е машински инженер, меѓутоа веќе 30 години во својство на амбасадор за здравје. Добро утро, господин Здраве, и драго ми е што денес ќе споделиме многу начини да им кажеме на луѓето како да направат еден детокс на организмот и како да имаат здрав имунитет, со кој што ќе пркосат на сите вируси, на сите бактерии, ќе можат годинава убаво да ја поминат, а понатаму и останатите години. Верувам дека ќе дадеме добри совети за сето она што треба да го правиме како склоп на нашето здравје, кое може да го поделиме и на ментално, и на емоционално, и на духовно, но се поред. Добро утро и на вас, Оли. Ви благодарам за поканата. Пред се би сакал да ги поздравам гледачите на Алфа телевизија, да им честитам новата година и празниците и секако денес среќна Василица и за многу години на сите кои слават, да речем, православна стара нова година. Так, денес е убав. И се најубаво, пред се здравје, среќа, радост, љубов, изобилие за сите, затоа што без здравјето, како што кажавме, се е ништо. Значи здравјот, болниот има 1000 желби, да здравиот има 1000 желби, да додека болниот има само една, да оздрави. Затоа здравието е пред се, значи број 1 би рекол, а другото сето понатаму. Се може да се постигне потоа ако сме здрави и полетни, така. Епа како да бидеме здрави? Можно е ли има епидемија на вирус, на грип. Можно е ли во вакво време со загаден воздух да бидеме здрави? Секако дека може, мислам, за жал, обкружувањето не е такво како што е. Значи, нападнати сме од сите страни загадувања, преку воздухот, храната, па и информативно, да речем, на некој начин. За жал така е, меѓутоа превентивата секојаш е добре дојдена и луѓето секојаш треба да водат сметка за тоа, и ако ја применуваат, значи можат многу состојби да спречат на некој начин. Значи, секој има право да биде здрав. Детоксификацијата на телото и организмот е важен елемент за подобрување на здравјето и за зголемување на имунитетот во овие времења кога сме изложени, како што рековме, на разноразни загадувања. Здравјето на човекот не се состои само од еден елемент, тоа е комплексна работа и зависи од повеќе фактори. Значи, како прв фактор, да го наречеме, е начинот на живење. Во какви услови и во каква околина. И најважна. Да, и најважна. Како живееме, најважно. И во каква околина и во какво обкружување живееме. Значи, доктор Брус Липтон, во неговата книга Епигенетика, кажува дека е многу важна околината, околностите со кои се дружиме, како живееме, менталното, духовното. Па тоа влие врз нашето ментално здравје, нели окружувањето. Психичко здравје и сите тие работи. Значи, ако средината не ни е соодветна, сме обкружени со негативни луѓе. Токсични луѓе, значи со негативни информации. Ако на некој начин дозволуваме тоа да навлези во сето во нас, значи да не преокупира. Ако не водиме сметка, значи, на нашите мисли, за нашите емоции и така натака, тоа е еден многу важен елемент кој што практично делува на нашето здравје. И тој често пати во неговата книга напомнува дека во суштина, кога луѓето ќе речат наследно е нешто и така натака, не знам, елементот на наследност многу е важен, па многу луѓе заболуваат од одредени заболувања и слично, и тој дел е толку мал и минорен, некаде се движи од 2 до 3%, Се друго е превентива и начин на живот. Затоа што вика, ако вие сте обкружени с луѓе како што треба и живеете како што треба, значи воопшто тоа нема да се случи, односно ќе ги елиминирате тие
наследни фактори. Така, дали како народ одиме на онаа превентивна заштита? Знаеме да се заштитиме и без да не боли ништо да отидеме на лекар? Да, значи кај нас го има тоа кај луѓето да си отидат на лекар, да си се проверат, да си видат каква е состојбата. Нашиот народ може би и преку храната и преку постови и сите тие работи води сметка за тие нешта. Меѓутоа секако битно е да се знаат некои работи за кои нашиве гледачи може би некои тоа и го практикуваат и применуваат, меѓутоа ние да им препорачаме да тоа си го прават, да речем, целно на некој начин, со цел да не дозволат да дојдат некои работи непожелни кои доаѓаат. Да се направиме некој план. Во овој месец ќе се направам контрола интернистичка. Утре другиот месец кардиолошка, третиот месец, значи да се поделат тие, тогаш би немало никаков проблем. Да, убаво е да се прават тие анализи со цел, значи кога ќе се воочат некои состојби за да може на време да се преземат одредени, да речем, превентиви и да се делува. Дури се смета дека ако навреме се открие и ракот е излечлива болест. Па да, се е излечиво практично. Значи, моето мото е дека нема нешто неизлечиво, се е излечиво, само треба да знаеме како и да се спремиме за тоа. Кога сме наоружани со знаење, ако сакаме, ако имаме желба, ако сме истрени, се е возможно. Значи, науката тоа го докажува на некој начин, само колку сме ние спремни тоа знаење да го абсорбираме и да го примениме. Значи, на некој начин се зависи од нас и дали го сакаме живот или сакаме да живееме. Така, сега има достапност и до интернет, може да читаме, се да отвориме и да бидеме од едниот до другиот крај на светот. Сега, животот денес со оној од пред 30 на години не е воопшто ист, не е ни споредливо ист, компаративно, дури ни во храната што ја внесуваме, во воздухот што го дишиме и слично. Затоа во храната што денес ја внесуваме, мислам дека ги нема нели оние потребни нутритивни вредности, минерали, витамини, антиоксиданси и слично. Потребата од внес на дополнителни суплементи и како е потребна. Така е. Ако сакаме да бидеме здрави. Така е. Така е. За жал денес, значи, во храната има се помалку нутритивни елементи, се помалку витамини и минерали, отколку, например, пред 20-30 години. Зошто е тоа така? Намерно се прави тоа или? Сега ќе ви кажам. Значи, самата почва е испоснета, значи, витамините, минералите се навлезени во подлабоките слоеви на земјата и, значи, практично да не зборуваме со препаратите, прскање, пестициди, од воздухот и загадување и така натака, сето тоа делува да денес во свежата храна, во природната храна има се помалку витамини и минерали. Во зеленчукот и овошјето. Да, зеленчукот, овошјето, значи како втори елемент на, да речем, еден од елементите за добро здравје е и начинот на исхрана и видот на исхрана. Значи се препорачува што повеќе свежа храна, овоше, зеленчук, зрнеста храна, исто така јатки, што помалку рафинирани шеќери, масти, јаглено-хидрати, брашна, доволен внесна здрава и чиста вода, значи минимум 2 литра во текот на денот. Хидратација. Да, хидратација да имаме. Наутро, значи, една чаша вода. И така и треба да се започне денот. Со лимонче може, навечер пред спиње исто така чаша вода, исто така во текот на денот, значи пред јадење, пред оброк половина час или 2 до 3 часа после оброк, затоа што со оброкот не е препорачува да се зема вода, затоа што ги разблажува киселините кои варат и за време на исхранувањето. И за време на храната, така да тоа е препорачува да се зема меѓу оброци или половина час пред јадење. Или 2 часа после. Да. Значи водата е многу важна и како за информации, битна е и кога ја пиеме да ја благословуваме, дека да си кажувам дека значи водата ни дава здравје, ни дава имунитет, сите тие работи. Така, многу е битно затоа што водата ги прима тие информации
И практично и се, и кога ga јадеме, и кога храна внесуваме, да кажеме, ево, храна ја нормираме, да биде по норма, значи на некој начин согласена со нашето тело, за да делува позитивно, да ги регенерира обновува клетките. Значи многу е битно тоа, да и дадеме информација и на храната, и на водата, и на се. Сега, како што кажавме, нашите луѓе, значи, еве, имавме за нова година, еве, постовите, божикни и така натака, си прават постови. Некоја природна, да речам, детоксификација и си прават чистење на телото. Исто така, убаво е да се применува и аутофагијата. Тоа е, значи, практичен процес, да речеме, кога храната се зема... Абстиненција од исхрана. Да, меѓу 10 наутро до најдоцна 18-19 часот, и после тоа не се јади, може да се зема само течност, за да може тие токсини да се испрлат од телото и телото да се одмори. Значи, да му дадеме шанса на организмот да ја обработи храната и да го одмориме малку. Така е, тоа е многу важно и како што кажавме, значи многу се важни суплементите да ги внесуваме, за жал ги нема доволно во храната. И, значи, ако ги внесуваме, ние практично дополнуваме она што му недостасува на организамот, секако од природно потекло и од природни состојки. На пазарот има се и се што, меѓутоа... Што треба да внесуваме, господин Здраве? Еве, јануари месец. Знаеме, помина новата година, бужик на трпеза, внесовме и што треба и што не треба во организмите. Што треба да внесуваме како суплементи и како да го направиме тој детокс? Па вака, значи, ќе се наврата малце покасно, сакам само елементите да ги доловам на здравието кои се небитните. Значи, исто така еден друг елемент кој е битен е физичката активност, која е многу важна. Нашето тело е еден моторички систем, кој треба секој ден да е во активност практично. Затоа е препорачливо секој ден да се пешачи, значи минимум 15 минути, кој сака и до сат и половина, час и половина. Исто така во природа е, значи, најпрепорачливо. Значи, здрава исхрана, добар сон и физичка активност е еден сублимат од сето она кое што се нарекува здрав начин на живот. Можеме ли да кажеме еден детокс да направиме, бидејќи ќе немаме после време? Јас сакам можеме во живо да направиме еден детокс на организмот. Еве вака, значи, тука имаме еден природен производ. Производот е на компанијата Каливита, значи, која има одлични производи од природно потекло и од природни екстракти. Значи, составот на овој препарат е во суштина луцерка или хлорофил, или тоа е алфа-алфа, или татко на сите тревки. Медицински израз е, значи, луцерка, одличен мирис има сето ова. Јас после на колегите ќе им подалам да им направиме, да имаме здрави. Секако, значи јас ќе ви го оставам да си се послужите, да си направите. Како да го направам една кафе, прочитав во патството. Една кафена лажичка, да. Само да не направам белја, во една шолја со... Да. Ете така. Оставите тоа. Го оставам во шолјичката. Ќе го разматите натре. Секако. Вака. Сега убаво ќе беше во прозирна чаша, да се види и бојата зелена. Да. Можете и мене да ми ставите. Да. Се детоксифицираме заедно. Рано наутро. Ова се прави наутро рано? Да, половина час пред јадење препорачливо да речем. Половина час, а колку пати во текот на денот? Значи, ова детоксификација со лажичка, кафена лажичка, е препорачливо се прави 2 пати во денот, наутро и на сабаље, половина час пред јадење, значи се става една кафена лажичка од хлорофилот во минерална вода, значи вода која што е чиста на некој начин, и после тоа се пие голтка по голтка, а исто така можеме во литар и пол вода да ставиме, значи, исто 2 супени лажички, само да не е во метална, треба да е пластика или дрвена, затоа што заради ензимите. Така, значи, мириса на чај од нане. Да, значи само сакам да го пробам вкусот, нестрплива сум. Еве, на здравје на сите, една утринска детоксификација. Што ќе добиеме ако правиме редовно ваков детокс наутро со хлорофил? Така беше ова, значи, хлорофил, така? Да. Како што кажавме, значи, течниот хлорофил
суплементот ликвид хлорофил, тоа е практично зелено светло, зелена крв за подобро здравје. Значи, зелена енергија. Па да е зелена енергија, да кажеме, затоа што како што е важна крвта, значи за нас, за нашето здравје, исто ова, да речеме зелена крв или хлорофилинот, на некој начин е многу битен затоа што тој е полн со светлина и со енергија од сонцето и меѓу другото, значи содржи, како што рековме, хлорофилин, добиен од растението луцерка, детелина или јонча, или така наречено алфа татко на сите тревки, тоа е латински медикаго сатива. Хлорофилот има многу моќно алкализирачко дејство. Дејството на организмот прави алкализација, значи, да, алкализација прави, значи, за не да боже што предизвикува ја неутрализира, значи, и ги киселоста. врзува слободните радикали, предпоставувам. Точно, да. Значи, затоа што киселоста, значи, во овој период, поготово сега, новогодишните празници, луѓето, за жал, преку храната која јадеа, доста се закиселивме на некој начин. Значи, месото, тие благи шекери, така, заствара закиселување. А алкалноста не е многу важна, значи да ги анулираме тие практично, значи таа киселот во организмот, да го алкализираме организмот. Радикали. Меѓутоа и помага исто така и во подобрување на дигестивниот тракт, значи може да помогне исто во отстранување на непријатниот здив, ја подобрува циркулацијата, помага во намалувањето на уморот и севкупно во одржувањето на оптималното здравје. Значи, луцерката е еден од најпроучуваните растенија, представува еден од најдобрите извори на аминокиселини, хлорофил, витамините А, Д, Е, Б6 и К, а воедно изобилува и со дигестивни ензими. Може би еден од најзначајните ефекти кои ќе има луцерката е токму детоксикацијата на организмот. Според резултатите од многу истражувања, незините активни состојки може да ги инактивираат штетните супстанции преку транспортот во црниот дроб и потоа нивно отстранување од организмот пред да направат било какво штетно дејство. Так. Затоа е толку важно да се зачува оптималното функционирање на детоксикацијскиот систем на нашето тело, бидејќи сите ние сме изложени на ефектите на токсините секој ден кои потекнуваат од надворешни извори, така и од внатрешна продукција. Сега ме интересира околу хлорофилот. Си правиме детокс секој ден? Така. Ке си внесеме како задолжителен суплемент, нели, хлорофил, си го раствараме, си пиеме 2 пати на ден. Кои други суплементи ни се потребни за да имаме добар имунитет? Да, значи ги нагласам, во ова време многу се важни уште неколку суплементи, значи С витаминот. Исто така број 1, кој што значи 1000 функции има во организмот и најголем борец против овие вируси и настонки. Значи јас би го препорачал за возрастните С 1000 од милиграма со продолжено дејство. Исто така имаме со биофлавониди, имаме во течна форма. Значи во многу форми ги има, али С витаминот обавезно. А Д? Понатаму Д витаминот исто така го имаме ние, значи Д дроп скапки, значи направен од црниот дроп на бакаларот, значи фантастичен производ. Важноста на Д витаминот, науката се повеќе и повеќе открива позитивни делувања на Д витаминот, поготово зимски услови кога имаме недоволно сонце. На светлина. Само во зимските или може и во летен период? Може и во летен, затоа што последните научни истражувања кажуваат дека Д витаминот треба да се внесува во многу поголеми количини. Значи, препорачливо е да речеме околу 1000 интернационални единици, ама веќе среќа во литературата 4000, 10.000 единици, значи внесот на Е витамин во поголеми количини воопшто не е штетен, напротив користи ја подобра меморијата, концентрацијата, имунитетот. Значи во многу делови делува Д витаминот за заштита и подобрување на нашето здравје. А што е со цинкот? Цинкот исто така е многу важен минерал, значи исто така го зголемува имунитетот, учествува на 300 ензимски процеси, значи многу е важен во сите процеси, учествува за прием, за подобро примање на храната, витамините и сите тие работи и го крева имунитетот. И тука би додал јас уште еден мултивитамински производ, еден полн спектар на витамини и минерали,
имаме еден производ Full Spectrum, кај што ќе има сите витамини и минерали на некој начин. И практично сега, ако земиме да заокружиме како една целина, хлорофилот детоксификација, С витаминот, значи зголемен имунитет и поддршка, Д витаминот. Исто така, цинкот и мултивитамините, ние сме во една топ форма, да речем, со преку овие препарати, спремни да се соочиме со предизвиците, значи, на денешното живење, како од загадувањето, како од секојдневните вируси, заболувања и сите предизвици кои ги носи современото живење на одреден начин, затоа што, како што кажав, значи, грам превентива може да спречи килограми лекарства како терапија на некој начин, затоа што превентивата е многу битна и затоа, значи, покрај здравата исхрана, покрај убавата мисла, покрај, значи, физичката активност, покрај сите овие работи, суплементите се многу битен елемент за да ние на некој начин овозможиме да бидеме спремни да се соочиме со сите предизвици на овој современ начин на живење. И секако многу битно и важно е тука какви мисли имаме, какви зборови употребуваме и какви дела правиме. Енергијата што ја имаме. Значи, ако имаме позитивни размислувања за нештата, дека ете, работите можат да бидат подобри, значи секогаш да ги гледаме во позитивен смисол. Да, луѓето, значи здрави сме, да викаме, не болни сме, значи некои работи кои ги има во животот со кој се соочуваме, да, ќе биде подобро, ќе се средат работите на некој начин. Исто така делата кои ги правиме, да правиме добро, да му мислиме добро на луѓето и сите тие работи, сите овие околности си делуваат. Значи, што емитуваме, Вселенскиот закон, најмоќниот Вселенски закон на причината и последицата е многу важен и битен, а многу од нас го знаат, а не го практикуваат. Значи, што емитуваш, тоа добиваш. Значи, емитуве добри мисли, добри зборови, добри дела, тоа ќе го добиеш. Значи, води сметка за себе, за своето здравје, за здравјето на другите и практично посака им и на другите тоа да го имате и тоа ќе го добиеш. Па со одлична порака завршивме. Јас многу ви се заблагодарувам. 20 минути летна вака, кога кажуваме убави работи, убави совети и пренесуваме убава енергија. Верувам дека многу од нашите гледачи веќе знаат како да го поткренат својот имунитет и да направат добра детоксификација. Со вас ќе се видиме и во некоја следна прилика.